Втор ден молк од МНР. Никој не ја објаснува големата разлика во сумите која Министерството се обврзува да ја плати за изнемување на возилата за самитот на ОПСЕ во Скопје, споредено со регуларната цена по која еден обичен граѓанин би изнемил возило од посочената фирма. Телма се обиде да добие одговори од надлежната институција, но безуспешно. На потек сега си и антикорупционерите кои за вакви слични случаи досега отвораа предмети по собствена иницијатива. Во меѓувреме јавноста гласно критикува во изминатите денови, откако на виделина излегоа сумите кои што се во прашање. Една од оние кои критикуваа е и универзитетската професорка Најчевска, која на социјалните мрежи напиша: Што би направил добар домаќин во ситуацијата? Па може, на пример, да ги прибере сите автомобили со кои се возат кој какви функционерчиња и градоначалничиња наместо да изнајмува. Станува збор за 600.000 евра за изнајмување на возилата во договор со фирмата АБЦ Rent-A-Car Tours, а предмет на договорот е и изнајмувањето на возилата за редовните потреби на МНР. Вкупниот тендер е во вредност од околу 960.000 евра за двете намени. За потребите на самитот на ОПСЕ е предвидено да се изнајмат минимум 35 VIP патнички возила на 7 до 8 дена, кои не се постари од 2014 година. Цената за изнајмување на еден ден без ДДВ ќе го чини Министерството околу 550 евра со пресметан данок. Во изминатите денови, ниту премиерот Ковачевски не даде конкретен одговор, дали е претерана сумата за ваквата намена.